Импресивни фрески, импозантен иконостас, светол мермерен под и огромен кристален лустер, сето тоа со златни детали. Вака изгледа внатрешноста на црквата Свети Константин и Елена. Алфа ексклузивно влезе внатре на неколку дена пред нејзиното осветување, кое е закажано за недела. Со него ќе начелство поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Да земеме молитвено учество сите и да бидеме дел од тој торжествен убав настан на осветувањето на храмот, кој што во раните утрински часови ќе започне, ќе проследи после осветувањето и света божествена литургија на која што ќе чиноначалства архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Многу од старите скопјани, но и од денешно време или помладите генерации дека копнеа на некој начин после овие години на изградба и на завршување на храмот, дека ете конечно ќе имаме на улица Македонија во централното градско подрачје еден убав велелепен голем храм во кој што ќе можеме да се собираме, да се извршуваме литургии, да служиме, да се молиме заедно и така натаму. Светите Константин и Елена ќе биде втора по големина црква во Скопје, единствено за соборниот храм. Во неа ќе може да се извршуваат и венчавки и крштевки, како и сите останати верски обреди. Знаеме дека светиот цар Константин дава слобода на христијанската вера уште во почетокот на 4 век со подпишувањето на Миланскиот едикт од 313 година и тој бил голем заложник за христијанската вера, заедно со неговата мајка, светата царица Елена. Изградиле многу храмови, многу цркви на секаде низ нивната римска империја тогашна и на некој начин оставиле голем белег во христијанската вера. Црквата Свети Константин и Елена почна да се гради во ноември 2012 година, кога ВМРО ДПМН беа владеачка партија. Инвеститори се Македонската православна црква и фондацијата Свети цар Константин, што беше формирана од МПЦ за нејзината изградба. Изведувач на градежните работи е градежната компанија Бетон, а тогашната влада предводена од ВМРО ДПМН даде огромна подршка и организираше 3 донаторски конференции со македонски компании за собирање пари за доизградба на храмот. Во 2013 година по доаѓањето на новиот градоначалник во општина Центар, Андреј Жерновски, поддржан од тогаш владеачката партија СДСМ, изградбата на храмот беше стопирана. Тогашната власт тврдеше дека изградбата на црквата нема спроведена соодветна документација, односно дека е дивоградба. Во тој период, граѓаните револтирани излегоа и на протести за заштита на храмот. Црквата не беше урната, ама не се не продолжи со нејзината изградба. Сега по точно 13 години ќе стане еден од новите символи на Скопје.